Да, се враќаме во студиото. Бачев, после ова второто, да речеме условно кажано, бугарско вето и формално во Европскиот совет, каде што повторно не дозволија почеток на преговорите, денеска председателот, бугарскиот председател Радев вели: сите знаат дека патот на Северна Македонија во Европската унија е преку Бугарија. Таму треба да се водат разговори и вели ние сме отворени за брзи билатерални разговори. Што сака сега да постигне всушност Бугарија со сите овие блокади, бидејќи сосема е јасно дека тие додека блокираат, го отуѓуваат соседот, наместо исток-запад ја отвараат трансверзалата север-југ, дека градат еден ѕид кон Македонија. Тоа е факт. Што сака сега бугарската државна политика да постигне со оваа стратегија? Бугарија, ова што се случи сега со најновиот самит нели во ЕУ, го доби тоа што го сакаше. Значи сега патот на Македонија во Европската унија, што цело време не го кажува, треба да оди преку Софија и фактички они тоа го добија. Едно билатерално прашање, спор со Бугарија сега значи влезе како услов. Се намерна како услов за Македонија за добивање датум за преговори. А ова што го спомнавте Радев, јас ќе потсетам уште на изјава негова од 7 месец. Тоа е 2019 година, значи пред 2 години, тогаш ние реагиравме како партија, ова не знам дали може да види камерата, и беше силен шамар за Заев од Румен Радев. Ке ви поставиме црвени линии, мора да кажете дека сте измислена нација, 2019 година. Еве, денеска го повтори ова. Значи човекот јасно си каже пред 2 години што мисли, дека мора да се избришеме како македонци, ако сакаме да отпочнеме преговори, не да станеме членки во Европска унија. Значи да отпочнеме некои преговори за некое идно членство кое кој знае дали после 20-30 години ќе се случи. Сега што е проблемот тука? Значи ние немаме проблем со бугарскиот народ. Ние ако гледате најсилни противници на Македонија во изминатиот период беа Каракачанов, Захариева, овие двајцата европратеници како ги викаат Џамбаски, Ковачев, Румен Радев. Тоа ако ги погледнете нивните биографии, тоа се македонци. По потекло македонци, нивните фамилии се кој од Егејска Македонија, кој од Ресен, кој од Струга, по дедо прадедо. Значи ние имаме проблем со овие македонски јаничари кои што не издржиле во историјата. Ние немаме проблем со Бојко Борисов, со Иван Костов што беше премиер. Тие се горди на нивното татарско-монголско потекло, не се го признаваат тоа, дека водат потекло од таа татарско-монголска група. Значи ние имаме проблем со тие наши македонци кои што не издржиле во историјата, кои што во тоа време нели тие преселби на народите побегле во Бугарија и сега го начекаа моментот. Меѓутоа јас пак не ги кривам нив. Ја го кривам ова наше раководство што воопшто на такви позиции не се седнува да се преговара. Сега замислете, Бугарија бара да кажеме дека јазикот е бугарски дијалект. Бара да кажеме дека сме од 44 година, дека македонците почнуваат од 44 година измислена творба од Тито. И сега вие каков компромис ќе најдете нови праша? Еве ќе седнеме ќе преговараме. Каков компромис вие се ќе најдете кога вика немате македонски јазик, немате македонска нација? Каков компромис ќе најдете сега? Тоа Заев седнува преговара. Затоа се кажува на почетокот. Ако се сака и ако се има волја од сите страни, компромис се наоѓа. Каква волја? Ти вика не сте и сега Заев треба да одговори на таа политика, затоа нема што да разговараме. Вие мислите дека воопшто не треба да се преговара? Па не, за овие теми не. Нема што, одма да им се каже, благодарам за ова, нема што да се седнуваме на маса да разговараме. Што ќе барате вие компромис кога веќе на маса ви е ставен идентитетот, освен ако не сака Заев да прифати, сега да се избришеме комплетно како македонци. Иначе за овие теми не се разговара и нема кој да те осуди од Европа. Иначе што кажа преска пак се навратам на ова и било источни, било западни земји, па сите сме во Европа. Па Русија не се буни за Македонија да влезе во Европска унија, еве не се буни за Србија да влезе во Европска унија. Сите вика ние сме во Европа да изградиме идејата на Дегол од Урал до Атлантикот. Да се вратиме на Европа и со тоа што пак преска го спомнав Трамп, само да се доискажам да се дојде светската политика на таа, Трамп гледа што направи. Се повлече Америка во американските граници, се повлече од тие боишта во Сирија, во Афганистан, готово беше од Европа да се повлекува. Значи се враќаат на таа политика до Втората светска војна, таа американска политика беше вака. Европа е одделена со еден голем океан. Со нас нема ништо да бараме во Европа. Ние ќе си гледаме американските работи. А сега таа Европска унија е вазал на Америка. Светот се глобализира, се откажа Трамп и од Парискиот договор, еколошките си се враќа на таа изворна од Вилсон што го спомнавме пред, се враќа на таа изворна своите сојузници во НАТО за пари и така натаму и таа политика доживеа пораз. Не, доживеа пораз, видовме како доживеа пораз сега. Сега колку доживеа пораз, гледате таму, ние се буниме тука имало цензура, па гледате таму могилки на сите медиуми.
на Твитер, на Фейсбук, се му укина, ние се буниме па во Македонија било така. Сега кога го спомна веќе ова, барем да го кажем уште ова сега, мала дигресија ќе направам, извини се само една минута. Во контекст на ова осудението од 27 април. Еве денеска прочитав сега пред да дојдам во емисијата, тие што влегува во Американскиот конгрес, како што беше тука на 27 април, денеска донесена првата пресуда условна казна. Условна казна и втората работа што ја прочитав пред 2 години кога беше тоа немирите во Шпанија, кога бара одделување на Каталонија, референдумот кога беше Педро Санчес, овој шпанскиот премиер, се ја прочитав пред малку, додал амнестија, ги ослободил сите тие. А нашите по 15 години. Еве уште едно апел до Заев, се исполни желбата, им се одмазди, ги стави таму во затвор. 4 години се во затвор. Многу персонално ги и треба луѓето да ги пушти дома. Еве еден апел. Еве во Америка, гледавме во тоа конгресот се случи истото. Добре, има иницијатива дури од претседателот на државата да се провери ако има било што ново да се преотворат. Ја верувам ќе се преотворат многу процеси. Но еве уште еден апел дека го преотворат. Па има апел веќе и ќе се преотворат. Еве шпанскиот премиер денеска ги пуштил амнестија. Јас се согласувам дека таму тој тип тероризам нема, освен некој со качунки што влегува и таму и пиштол им се гледае, можда биле со некоја задача. Но си има истражни органи за тоа не пишат. А луѓе кои беа набиени со емоции, тие луѓе што ги мотивираа да влезат, те не ги на слобода. Но нивните мотивирачите се на слобода, а мотивираните се во затвор. Ама вие имате денеска човек што е во затвор што мудри една клоца на Заев. Со плота што мудри 15 години. И сега Заев таму види се, има верзија према еден човек таму што е осуден. Добро, ама се вака ја влечеме дискусијата на друга. Не знам дали дигресија за Америка да спомнам, тоа што го видов денеска. Ако мене ме прашате, јас сум исто сите луѓе што се таму невини да се направи ревизија, да се направи ревизија. А ако некој искршил прозорец, скршил некој убил некој мушлаканица, да си ги добие тие 2-3 месеци или парична казна и да си оди дома. Да се вратиме на темава за Бугарија. Ако имало организатори па на вистина сакале да прават некаков пуч, нели? Тие нека си одговарат за тоа што се одговара, дека имало тероризам, тој тип немало. Но дали имало терористи, условно да речам, некој таму влегува организирано со глави покриени? Организирано немаше ништо организирано тоа. Ами што се крие тогаш ако беа емотивно луѓе навиени барат дека беше организирано, кој го спречи тој утре тогаш? Ако имаше организација. Не знам, тоа е друга тема. Ја има војската, ја има полицијата. Околу темата со Бугарија. Точно е дека ќе нема договор таму и вие цело време велите на маса се ово или оно и на маса ги става. Да, околу тезата дека не треба да преговараме воопшто. Тама работа. Не може да разговараме за тие прашања. Најлесно е да не се преговара. Ама не викаме се нека преговара, нека направат железница. Не е спорно, него зборувам за кои прашања. Значи факт е дека во бугарското политичко општество сите политички субјекти, генерално сите, тука и таму по некои новите демократи, нели се поевропски настроени, но за жал се трета или четврта партија сега. Тие се сите антимакедонисти. Вие ако земете претседателот актуелен на бугарската држава, тој е најголемиот антимакедонец. И тоа историско образовната комисија тоа викна во својот кабинет пред куп камери за да им каже овие се црвените линии. Замислете вас како професор да ја викне некој од политиката и да ја каже вие ова ќе го предавате, ова нема да го предавате или за ова ваке ќе предавате. Нема ни да му отидете. А таму академици од Бугарската академија на науки му седнаа на претседателот кабинет да го изслушаат господинот Радев да им каже до каде додите. Заев ги викне нашите академици да им каже исто. Зошто да ги викне? Па да ги викне да им каже нема што да говорите. Да ги викне. Па што е Заев историчар, академик? Не. Зошто да ги викне? Па сега ако многу романтичарски гледате работа. Политиката е сега јас сакам да ги гледам романтичарски да видам највер. Од тие този политика да немешме во спорт, во историја, ама за жал политиката ги влече сите конци. Од Бугарската академија излегува тезата дека македонизмот не смее да влезе во Европа, затоа што тоа е шовинистичка теорија. Ја од тука знам дека така гледано ментално, ние со Бугарија нема да, Македонија и Бугарија нема да најдат решение околу идентитетот, потеклото нацијата и така натаму. Но тоа се прашања што не се на дневен ред, што не се постават, тоа Бугарија ги бара да ги постави, но македонската страна 100 пати кажа јавно дека за тие прашања ние не преговараме. Но можни се компромиси. Треба да биме мудри и нашите политичари и од бугарската страна. Имаат избори сега на 11 јули, да видиме каков парламент ќе направат. Радев нема да попушти до крај, како докажан антимакедонец, додека не добие втор мандат. Кога ќе добие втор мандат, можеби малку ќе свири на поинаков инструмент. Да видиме. Значи да почекаме малку. Ја знам дека додека Радев е претседател таму, со овој мандат, дека тешко ќе одат преговорите, бидејќи сега па оваа влада е негова влада, тоа се луѓе од неговиот кабинет. Така што таа е доктрина. Дури на средбите на Заев со лидерите на бугарските политички партии, најтврди беа поранешните комунисти. Најтврди во очи пак му кажаа, нели, нема македонци.
Така што тешко ќе оди тоа со Бугарија. Но зато има посредници, од тука се предпоставувам и сигналите што ги праќаат преку Вашингтон дека Америка ќе се вклучи малку по. Нека поминат изборите на 11 во октомври, таму кога им се изборите за ова. Радев дури да добие втор мандат, а игра само на таа карта сега и затоа Македонија мислам дека нема шанси ни со словенечкото претседателство или евентуално на крај негде пред Нова година на божичните празници, ако Радев добие втор мандат, нешто да се направи. Каму среќа па ако изгуби, нели, или нека си решат тоа бугарските гласачи дали ќе се го бираат пак или ќе бараат нова личност, да видиме некоја нова личност како ќе се однесува. Вие гледајте што се случува во една Хрватска меѓу претседателот и премиерот во однос на Македонија. Ги знаеме пораките и на Милановиќ, и знаеме пораките и на премиерот. Се скараа за Македонија, за таа тврда линија. Тоа значи дека и во Европа, видите кои се на власт, таа десница таму, што влече корени, да не кажувам се историски од каде, тоа имплицира и на актуелната европска политика, па и на актуелната европска политика, па и према Македонија и прашањето со Бугарија. Утре и таму ќе има избори. Треба да бидеме стрпливи кои што сме. Ако сакаме да Нема ние сега што да гледаме, да чекаме што ќе се случи. Интересен е ставот на претседателот на НСДП Тито Петковски, читав денес, може би претходно го кажал тоа, не знам. Вели заедно со локалните избори да се одржи консултативен референдум кај нас за бугарските барања, бидејќи вели тие навлегуваат во суверенитетот. и што ќе добиеме со тоа, тоа не разбирам. Па, тоа му е предлогот. Што мислите за таа тезата, идеја? се извинувам, тезата на ВМРО ДПМН е дека ако Бугарија бугарскиот парламент донесе декларација, кои се нивните црвени линии, во кои вика нема македонци, вешташка нација, ве признаваме добро, ве прифатил светот и во Обединетите нации од 44-та и така натаму, сте се разбудили еден ден, сте станале македонци. Ако и нашиот, тоа значи дигнеат зид. Тие сами се бетонира и не може да преговарат и да сакаат, бидејќи сега се вадат, не знам, парламентот, чекајте нов парламент да видиме. Значи мора нова декларација да има. И ако нема ни сигнали, оваа влада може да покрене иницијатива за кој ќе дојде новиот парламент да разгледува старата декларација дали може нешто да променат. Но ова што сега се бара, што е на линија и на ВМРО ДПМН, дајде декларација да донесеме во нашиот парламент. Што правиме со тоа? Значи, ако бугарската страна кренала еден зид, сега македонската ќе крене уште еден зид. Тешко е да рушиш два зида. Подобро е да има еден зид, полесно се руши. Од двете страни. Ако направиме два зида, треба прво нашиот да го срушиме, па другата страна да го сруши незиниот зид, па негде да се бараме во тие рушевини. Не оди таа работа. Да. Јас пак ќе се навратам нова, значи без разлика Милановиќ, тоа кавгите, Бугарија, дали Радев ќе биде, нема да биде претседател. Значи ние треба дома да се изградиме наша национална политика, кои се нашите стратешки интереси. Имаме Европа и НАТО. Не е така Европа и НАТО сега. Значи стратешка кога еве гледате, убаво кажа двете големи партии, значи 90-та година од сите соседни држави донесоа национални стратегии, само Македонија до ден денеска нема национална стратегија околу клучните национални прашања. Кога донесоа таа национална стратегија и напиша таму 3-4 барања кои што сите ќе ги прифатат без разлика кој победува на избори. Што е национално прашање или кои се нашите национални интереси, бидејќи постојано викаме и бугарската страна истиот речник. Никој нема право да ги наруши бугарските национални интереси. Прашај ги што им се национални интереси, појма немаат, да нема македонци. Што се нашите македонски национални интереси? Името, идентитетот, историјата, традицијата и културата на македонскиот народ. Сето тоа е избришено. Сега во каде е избришено? Кај се Република Македонија? Чека, каде е социјалистичка Република Македонија? Каде е федерална Македонија? Каде е онаква Македонија? Еве го договорот. Тука македонска националност нема. Ако Франција може да има 5 републики, нели, менувајќи го поредокот уставен, можеме ни да имаме прва, втора, трета, нели? Еве за сите, еве го договорот. Името, значи е избришено. За ова што како избришено кога Македонија стои во Обединетите нации? За ова стои Република Северна Македонија. Тоа е компромис. Што да правиме? Сега, втора работа што Заев, Шекерински и Димитров цело време манипулира дека македонската нација е загарантирана со договорот. Не е така. Они манипулираа со таа одредба за државјанството. И таму е кажано во тој еден член таму. Професоре, па дали сте вие македонец или не сте? Кажете ми тоа. Ама ние лично може по дома да се викаме македонци. Еден наш соговорник на една емисија од Австралија доаѓа. Вика, мене во пасошот не ми пишува македонец. Ама види сега, па во чив пасош во свет пишува национално. Ама види се како ги симплифицираш работите. Точно е сега, ние може тука се викаме македонци. Ништо не може.
Ама ние официјално не сме македонци. Сега еве сега ќе се вратиме. Како не сме Ама вака македонци? сега. Еве сега пак ќе се вратам на таа програмата. Ние сега се враќаме како во Отоманското царство кога Грција окупирала Егејска Македонија. Кој граѓанин во светот е, освен во Северна Кореја? Ние сега се враќаме пред 100 години кога тие егејските македонци таму дома не смееле да зборуваат, ги прислушкувале по прозорите, трпеле последици од грчката држава која ги асимилирала. Сега ние се враќаме на истото. Децата во четвртото одделение ќе учат веќе дека градиме нов идентитет, граѓанин, нема македонец. И сега ние се враќаме пред 100 години, ќе им кажуваме деца, дете, сине во школото на учителката одговори и така, дека ти стави петка, ама дома мора да ги учиме дека се македонци, дека тоа не е точно, дека ги лажат во книгите. Многу е грдо, Значи се ако враќаме, употребам, не, многу е, професоре, ние сега многу се е враќаме- грдо ако употребам термин манипулација сега оде во ето, студио. таку се- Каде тоа пишува дека на децата ќе биде забрането, значи ќе одат децата у школа Во и ќе им школа каже ќе учителката градат- македонци нема. Еве отворена Немој. бюрото за јавно образование, Немој. новата програма Не, усвоена од Министерката за Добро. образование, И таму што децата вика, во четврто одделение пишува нема македонци. Ќе градите нов идентитет граѓанин. Историјата на македонците Нема што да градиме, ние сме сите граѓани. Ама ти викаш изградени така, тој во идентитет. книгата не вика така. Сега, втора работа, македонската историја почнуваат да ја учат од 1903, назад е избршено. И одат Илинденско восстание, Асном, 8 септември. Сака да кажете Почнуваат за децата. Самуил нема да учат, ќе учат за Самуил. Не, сега те кажам аз новата програма, ти викаш ќе учат, ама нема да Па учат. се во која деление се не знам, ја не сум. Отвори ја бюрото за јавно образование, новата програма од септември. Сега, и се враќаме Во ние- кој одделение нема да учат за во Самуил? средно, во основно, извините, во основно програма, Па ќе освоена- учат во средно може за Самуил, се не знам. Ама чекајте сега, и ќе градат нов идентитет граѓани. И сега ние ќе Не, треба не, децата ова- дома, ова ние ќе треба сега децата дома тајно да ги учиме, да им викаме сине, да не не е речам точно. манипулација, не сте прецизни. Како манипулација? Не, не Вете, сте прецизни. значи ќе се враќаме сега како во Егејска Македонија пред 100 години, кога не им давале да зборуваат македонски на сила, таму ги слушале пред Значи ќе ни прозорите. забранат и македонски. Нема да ни Кога забранат. слушаме, Нема да има не една, забранат. две, три Нема да не професори. забранат, него ќе мора децата на школа да учат едно, ние да ги учиме дома дека тоа не е точно, ги лажат. Да им викаме сине ти си македонец. Али на школото за петкат ќе треба да одговори дека е граѓанин, дека не е македонец. Тоа дете што ќе ви оди во школа, од македонско средина, од македонско семејство, и оди во школа, ако не знае дека е македонец, вие лошо сте го воспитале. Па воспитувајте ама ги за добро оценка децата мора да повеќе. одговори по книгата се, дали не се Што разбираме ќе одговори, па во Мора да книгата не- одговори дека не е македонец, таква е новата програма на Не е Царовска, точно. Не е точно, најекспонираниот тоа е класична манипулација. Вака се. Не, тоа А прво. отвори ја програмата на бюрото за Нема јавно што да образование. отвориш, што Ајде да кажете сега. ми кое е Што- прашање, како е прашањето? Има ли македонци и детето треба да одговори нема? Нова Тоа ли е? нова развојна Нема. програма, вака сега. Деца до четврто одделение, ај сега да не Не, ја не знам, да ја ме по сватат. осет зборам, тоа не може да се случи, нема теорија. Нема теорија, моите деца и моите внуци и моите правнуци, некој да им каже не сте Ќе ги македонци. учат во децата, Нема во- теорија, ништо нема да учат. во Програмата школа. е, ти дома Нема. ќе си ги учиш дека се, па тоа го кажувам јас. Дома ќе си ги учиме дека се македонци, ама таму ќе ги учат на друго во таа новата Јас знам програма. дека спорно беше за сега. сексуалното образование или за веронаука. И да, тоа нова влезе, за- и тоа влезе, и тоа влезе, ќе ги учат дека сите се исти, ај сега да не ги навредиме од LGBT заедница, сега ќе ги учат мали деца дека педери, лесбејки сите се исти, ќе ги упропастат Па, децата. не. Ќе ги вака, упропастат децата. на Еве во програмата е везено. На децата треба дека да им- родови се сите исти. Ако род... Тоа е Мила Царовска, тоа е Мила, тие најголемиот експонат на Сорос. Навлеговме во друга сфера во која јас не можам да дискутирам, не сум стручен. Ајде да се вратам ново само, еве на договорот. Значи, кај Заев манипулира со македонска националност, вели вака. Многу паушално. Не, што сам. вака фрламе Јас зборам за ова- програма на бюрото, официјална програма е од септември каде во школите. Програмата пишува нема македонци, ви немојте Еве професор. ќе отвориме програмата. Граѓанин, нов идентитет, ќе градиме граѓанин. Таму пишува нов идентитет. Да, нов граѓанин. идентитет граѓанин. Така пишува нов идентитет. Така, Не е нов точно. граѓанин. Еве ќе отвориме после на бюрото Не, за не е јавно. точно. Сега ушова многу ми битно беше за државјанството. Вика државјанство на втора страна ќе биде македонско, коса црта граѓанин на Република Северна Македонија. Англиската верзија, знаеш како беше? Таму националите се употребува зборот. Кажете ми, националите Дали англичаните не се англичани затоа што не им пишува дека се англичани во пасошот, туку се пасош на големото кралство. Чекај да ти докажам. Кажете ми шпанците, каталонците, нели што сакаат да се отцепат. На пасошот им пишува дека се каталонци, не им пишува, Сега ти пишува кажам. шпански пасош. Во пасош. Немојте. Не зборам за пасош, зборам за договорот. Не, 21 век Дослушаме се се. бавиме ова Дослушаме вака се. е бугарската политика сега актуелна, тие националистите Каракачанов вака зборува. Ама не даде сега да се докаже сега. Сега, ви вика, националите, ова англиската верзија што ја злоупотребуваат Заев Димитров,
таму е кажано дека на Швейцарија second party will be Macedonia, нели коса црта citizens of the. А на кој јазик е напишан договорот? На англиски, ова е преводот на македонски. Не. И сега они го употребуваат зборот националити, ама зборот националити според меѓународното право не означува националност. Заев и Димитров излегуваат вика еве го зборот на националити стои вика. Ние сме признати како македонска националност. Ама според меѓународното право тој збор значи државјанство, не е исто. А меѓународните договори се пишуваат според терминологија на меѓународното право. И ова е меѓународен договор и значи таму не е тоа само зборот етниците, во етничка смисла, него националите, тоа е државјанство. А заев вика бетониран ли е македонската националност Во договорот што пишува на кој јазик е напишан договорот за англиски, македонската страна? За македонската страна е ова пишува државјанството на втората страна. Не, за јазикот. Има на почеток пишува на кој јазик е напишан. Јазикот е голема манипулација. Да, за јазикот сега ќе ти кажам. Они се пофалија дека во договорот е признат македонскиот јазик. Со договор, така? Тоа не е точно. Грција го има признато македонскиот јазик или од 1977 година. Но во договорот што пишува? Па еве тоа се повикуваат на конвенциите на Обединетите нации. И вика Димитров и Заев излегуваат вика со договор. Сега има 1925 со речникот признато не. 1977 година на конференција, на третата конференција на Обединетите нации за типизација на географски имиња и национални топоними, во Атина се одржува таа конференција. Таму Грција прифаќа резолуцијата со која се усвојува тој меѓународни тие стандарди за транскрипција на латиницата. И таму јасно е кажано дека во Југославија српско-хрватското и македонското кирилско писмо како се транскрипираат на латиница и прифатени се тие национални топоними и географски имиња. Сега на Грција тоа што одговараше, тоа дека во Грција нели ги промени имињата на селата, на градовите, тоа. А Рома мораше да призна дека во Југославија, а Македонија беше составен дел од Југославија, се призна македонскиот јазик и тие национални топоними. Значи 77 година Грција, а после 82 година имаше уширна конференција пак во Женева, значи Грција од најкомпетентно место на седница на Обединетите нации го призна македонскиот јазик уште 77 година. А Димитров и Заев сега излегуваат викат со договорот вика Грција го призна македонскиот јазик. Не е точно тоа. Македонската епопеја. Но договорот е напишан на македонски јазик. На англиски има верзија на македонски. Не, на грчки. На англиски така. Но пишува дека на втората страна на македонски. Во договорот пишува. Во договорот употребува формулација македонски јазик. Каде? Во договорот. Како во македонски јазик тоа не е спомната Македонија, во насловот не е спомната. Гледате што вика. Договорот се случи меѓу Грција и втората страна. Македонија не е спомната како држава тука. А според меѓународното право нема вакви договори. Договорите во насловот мора да стојат договорните страни. Тука има само една договорна страна, Грција. Дури Македонија е опишена со некои бројки, резолуција на Обединетите нации 8 април 1993 година. Не е спомната како држава. На сите ни е позната голготата на македонците во егејскиот дел на Македонија, граѓанската војна, прогоните, негирањата, палењата, бомбардирањата и така натаму. Тие теми познати се, јасно е. И тие се запишани во историјата. И Грција колку сака нешто да промени. Јас вас ќе ве прашам, вие го признавате грчкиот јазик, јас еве не го признавам. И сега што? Грција не ми сметаме на Грција грчкиот нема да јазик. се тресне од земја тоа што јас не го признам грчкиот јазик. Значи пасошот, личната карта. Ама не се мешате личните документи. Дозволете да ви кажам, тоа се документи за идентификација. Тоа не се документи за идентитет. Немојте денеска во ова време, во 21 век, да барате во вашите документи да ви пишува националност. А кој го барате? Па вие викате не пишува македонец. Како да пишува македонец? Чекај сега, не се слушаме изгледа. Ја не зборам за пасошите, зборам за договорот. Овој договор станат устав. Ова е влезно во уставот. Чекај сега. Ама јас зборам за устав, не зборам за пасош. Сакаме тој договор. Беше компромис тој договор. Ти ги имаше сработа. Кај спомнавте с пасош? Значи, през Панскиот договор, ние македонците поминавме како низ бодликава жица. Излеговме крвави. И треба да го поништиме. Да го поништи. И што ќе добиеме? Како? Добро, што ќе добиеме? Па сега што ќе добиеме? Еве ќе го поништиме. Вака сега. Прво не знам како ќе го поништиме, тоа не ми е јасно. Ти кажам, значи според Виенската конвенција за договорно право, договорот ништи. Што добиваме? Треба само да дојде народна власт, кој што се определува да го поништиш. Сега вие ќе кажете кога? Ќе може ќе трае тој 10, 20 години. Нека и 100 години. Што ќе добиеме? Ова моја борба да го поништам овој договор не е моја лична борба, може нема да го живеам тоа, ама ја мора да се борам за моите деца, за идните поколенија, оти биле се и да останат македонци. Еве ќе се поништи. Што добивате? Може ли полошо да стане за вашите деца? Не може полошо. Зошто полошо? Што мислите, иако понишиме договор, Грција ќе влезе со тенкови тука? Не, чекајте се. Имате идеја, верувате. Ако е така, јас прв ќе застанам на браникот да се поништи тој договор. Ако поништувањето на тој договор носи просперитет на македонските граѓани. А чекај, еве 3 години е склучен. Вчера некои славевме 3 години. Кој придобивки ги видовме за овие 3 години? Немаме проблем. Заев што викаше? Што викаше да бесплатно здравство ќе имате во Европска унија. Слободно ќе патувате во Европска унија. Каква врска има тоа? Па да ги лажеме луѓето тогаш. Па еве не. Кои се придобивките? Кажи кај. Не чекај се. Кои се придобивките? Па не знам, кога дојдете во Грција не ви лепат налепница на аутото.
Како не ги епа, шегувам. сте били скоро во Грција? Значи, да правиме разлика меѓу идентитет и идентификација. Документите еве државите го ги идентитет. издаваат за Во сега идентификација. документи. Ирците се ирци во Велика Британија. во сега Едни документи. англичани не го изгуби идентитетот Пак што имаше се сега украсил. личните карти и Не, посошти. сега. Ама ние како македонци ќе се бориме за идентитетот. Ама ние збориме сега официјално. Нема значи што да дека- се бориме, го имаме. Зошто да се бориме за идентитет? Како според овој па види сега Не ми е јасно зошто да се бориме за Ето, идентитетот. зашто сега ме Вие имате слушаш- проблем, не се чувствувате македонски. Сега ме не знам слушаш што. една минута. Јас немам проблем. Еве тука членот 7 од договорот. Гледате сега што вика. 100 пати сме Не, го елаборирали. ево се многу битно, ако не ме сослушаш. Вика вака, во Егејска Македонија живеат население со своји посебни одлики, историја, култура, јазик. Добро. Во една точка. Во другата точка вика во втората страна, тоа сме ние, тука што сме македонците, живеат вика други македонци, друг народ, други граѓани со своји одлики, со своји посебни карактеристики, со своја историја, своја култура. Убаво кажете, сите знаеме дека таа стана на границата. Тука спесите македонци, во Егејска Македонија се македонци, тука се Па македонци. имаше 56-та, која е година 50 Дослушаме само уште една минута. 175.000 и нешто македонци во Пиринска Пиренска Бугарија, есек, така? тука за Каде Грчка. се тие Сега зборам македонци? за овој договор. И вика вака. Значи според точка 3 во Егејска Македонија живеат антички македонци, грци, а според точка со наредната точка тука живеат словенски македонци, словени. И сега види иронијата. Овој договор кој го подпише? Никола Димитров. Вака една работа ќе Уш ова завршувам, готово. Јас знам дека дослушаме се. живеат словенски македонци, а антички од пред 2000 години не знам дали Не, живеат. тука Но пишува дека- ако некој се чувствува Вака сега, дослушаме дека е антички македонец, супер. Поентата да слушаме. Значи тука стои дека тие македонци таму се антички, еве си стои тука. Во северниот регион во Грција живеат одлуки како елинска цивилизација, историја, култура. Значи тие се антички македонци, грци, а ние сме тука вика свој јазик, историја, култура вика од таа словенска Тоа словенски значи по македонци. аналогија на бугарската филозофија И политичка, сега две држави. и сега еден говориме народ, сега еве. нови прашања. А во овој договор види, ајде сега да го ставиме на страна меѓународното право. Овој договор оди против природата, против природните законитоси. Зошто? Татко му Никола Димитров е роден во Егејска Не, Македонија. оставите го Дослушаме така, сега. сега Слушаме, со име ама и ова е многу презиме битно. е- Ама дослушаме сега, татко му е роден во Егејска Ма не Македонија. бидете Он е роден слободител. тука. Не, он е роден тука. И сега според овој договор татко и син не се исти македонци. Стариот Димитров е антички македонец, младиот е словенски македонец. И тој им Татко и син не се, еве пишува тука, татко и син не се исти. Таму- Значи одат против природата. Таму, вака. Против природата. Добро, Значи, за татко- да татко и син не се бидеме исти. добро, вака, сега секој таму си се чувствува како што Ама сака. татко и син не се исти. Ако Таткото вие на- чувствувате дека сте македонец со корени од античка Македонија, кој ви го Ама оспорува? види Тоа? Никој. иронијата сега, татко и син не се исти таткото на македонци. Никола Димитров има пишувано дека употребата на античките македонци е најголема манипулација за македонскиот народ. Ама таткото има напишано 95 Не, година. да, ние не сепак, можеме за- Таткото има напишано Значи, тој си- колумна. Тој таткото- сигурно не се чувствува како антички македонци. Ама тука со договорот го прават антички македонци. Тие од Егејска Македонија се антички, овие Да, се да. и тој сега што го спомна таткото, ама таткото 95 година напише колумна, вика тој што ќе го промени името да му се исуши раката, кој Да, го подпише да, договорот. добро. Кога ќе дојде, само завршувам. И после 25 Завршете. години син му го подпише Иванов, договорот. ве молам Кај да е, кратко. ќе дојде време. Ќе дојде време. Ќе се цивилизира и Ама не го Балканот. викам јас ова, договорот го пишува. И Тие Грција, се едни и македонци. Бугарија, ќе се учи македонски и во Грција, и во Бугарија, и овде ќе се учи Па тоа што бугарски, ќе и ни таму ова? ќе се учи Дај да го грчки. поничиме, па тоа што ќе ни ова? Дај да го Полека. поничиме. Да. Што ќе ни ова? Па Добро. сам ќе си Што дојде ќе- на местото и Иванов дојде. Бачев, ви благодарам на двајцата за учество во ова динамична емисија. На вас, почитувани гледачи, ви благодарам што не следевте. Останете со нашата програма и останете во добро здравје.